Популистички или реални мерки, откако СДСМ се преместија во опозицијски столчиња, одеднаш почнаа да им текнуваат магични решенија со кои тврдат дека ќе го спасувале стандардот на граѓаните. Побарањето за намалувањето на ДДВ-то за струјата и храната сега бараат државата да субвенционира придонеси за да се покачале платите, но немаат одговор зошто ваквите мерки не ги усвоиле во изминативе 7 години кога има апсолутна власт. Со нашиот предлог закон, платите за 400.000 работници ќе можат да се зголемат од 3.000 до 15.000 денари, без дополнителен товар за работодавачите, бидејќи за тој износ нема да се плаќаат придонеси. Она што е интересно е дека ваквиот предлог доаѓа токму од власта која според податоците кои ги објавија финансиските институции го оставила само пион во огромна финансиска дупка. Пред ребалансот на буџетот во 2024 во оваа институција недостигале 2,5 милиарди денари или 40 милиони евра за исплата на пензии. Ревизорскиот извештај пак покажа дека наплатените придонеси од плата на фондот во 2023 не биле доволни за 33% од потребните пари за исплата на пензиите, па морало да интервенира државата и покрај рекордната наплата лани на придонеси од 63 милиарди денари. Граѓаните пак по објавата на вчерашната мерка остро реагираа на социјалните мрежи. Ја сотревте државата, па сега знаете како да ја оправите. Ни срам, ни намус немате, се украдовте, се продадовте и сега ќе ја спасувате. Имавте шанса кога бевте на власт, зошто тогаш не го сторивте тоа. Не ви е лош предлогот, ќе го запамтиме за кога повторно ќе дојдете на власт. Методологијата за пресметка на минималецот, според која висината на платата се утврдува согласно со порастот на трошоците за живот и порастот на просечната плата, беше донесена во 2022 токму од СДСМ под притисок на работниците. Тие пред 3 години гласно зборуваа дека е потребно решение кое ќе биде одржливо на долг рок, но не го спомнаа, например, тоа што сега го предлагаат. Од тогашната опозицијска ВМРО-ДПМН поднесоа 4 амандмани со кои бара искалесто покачување на сите плати во јавниот сектор согласно растот на минималецот, но беа одбиени. Додека во Македонија се чини постојано трае битката за покачување на платите, СДСМ во нивниот мандат останаа запаметени по тоа што на своите функционери ги покачија платите за дури 78%. Ова ги налути работниците и следуваа серија протести и штрајкови. Инаку, во пресметката за плата во Македонија, 18,8% се плаќаат придонеси за пензиско осигурување, 7,50% за здравствено и 0,50% за здравствено осигурување во случај на повреда или професионално заболување.